Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Власий, светиот маченик Георги Кратовски и светата Теодора. Свештеномаченикот Власий, родуме од областа Кападокиска, богобојазлив и кроток од раното детство. Поради своите големи добродетели бил избран за епископ на градот Севастија. Власий бил големо духовно и морално светило во тој незнабожечки град. Во времето на тешкото гонење на христијаните, светиот Василий ја храбрел својата патства и ги посетувал мачениците Христови во самиците, меѓу кои особено истакнат бил славниот Евстратий. Кога градот Севастија останал сосема без христијани, едни изгинале, други избегале. Тогаш старецот Власий се повлекол во планината Аргеос и таму се населил во една пештера. Дивите зверови, познавајќи го светиот човек, се прибрале околу него и тој нежно ги милувал. Но гонителите го нашле светителот во тоа скриено место и го одвеле на суд. По патот светиот Власий исцелил едно момче на кое му застанала коска во грлото и на жалбата на некоја бедна вдовица дека волк и зелено прасе, направил со силата на својата молитва волкот да и го врати прасето на вдовицата. Мрачните судии жестоко го мачеле, го биеле и го стружеле. Со својата непоколебливост во верата Христова, светиот Власий обратил мноштво незнабожци. 7 жени и 2 деца самувале заедно со него. Жените биле најпрво исечени, потоа и прекрасниот Власий со оние 2 деца. Пострадал и се прославил во 316-та година. Народот му се моли на светиот Власий за напредок на домашниот добиток и за заштита од зверови. На запад пак му се молат уште и против болки во грлото. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся. Stay
Светиот маченик Георги Кратовски. По потекло е македонец од градот Кратово. Младиот Георги по занаед бил златар, а по срцето и душата уверен и богомолитвен христијанин. Имал само 18 години кога турците сакале да го потурчат, но Георги останал во верата тврд како дијамант, кој турците го мачеле со многу остри маки и најпосле жив го запалиле на клада. Пострадал за убавата Христова вера на 11 февруари 1515 година во Софија, за време на царот Селим, и се прославил со слава неувенлива на небесата. Светата Теодора. Светата Теодора е грчка царица, сопруга на злобниот цар Теофил иконоборецот. По смртта на Теофил, Теодора се зацарила со својот син Михаил III. Еднаш го воспоставил почитувањето на иконите на соборот во Цариград во 842 година. Во таа прилика е востановено празнувањето на победата на православието, кое до ден денешен се прави во првата седмица на чесниот пост. Оваа света и за црквата заслужна жена му ја предала својата душа на Бога на 11 февруари 867. Во тоа време, на потполното торжество на православието над сите ереси, по Божјата прекрасна промисла били испратени светите Кирил и Методи како христијански мисионери помеѓу словените. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.